Јас не би сакал да должам сега. Како, например, на сношти, од 8 саат до 9 саат, на МТВ имаше емисија Османлиската империја во Македонија. Османлиско освојување во Македонија. И каде на таа државна телевизија, која обстојува од наши фирми, од муслимани кои живеат најмалку 50% во Македонија, и тој вели тука доктор Драги Ѓорѓиев, историчар, вели вака, вели Солун и Скопје не можеа османлиите, значи јас ќе цитирам муслиманите, да ги освојат по мирен пат. И тогаш мораа да употребат сила. И се цитирам и вели, од исламската традиција ако едно место одбие да прифати ислам по мирен пат, тогаш им се дозволува на муслиманската војска да влезе со сила и да плачкосува, да убива и да силува. Али што вели во исламската традиција? Во која исламска традиција? Кај има во ислам убивање и плачкосување? Па пегамбер салаллаху алейхи ва селем вели вака. Вели, кога го пушти на Халид ибн Валид, да освојува Персија и Византија, му рече, ја Халид, кога ќе додеш до некое место, каде што се немуслимани, фа ауалу ма тад'ухум, прво што ќе направиш, ќе ги повикаш во ислам. Фа инхум абау, ако тие одбијат да го примат ислам, тогаш ќе им наредиш да даваат џизје. Ако не сакат ниту џизје, тогаш ел-китал, тогаш војна. Ла тактулу сагирен, немој да убивате деца. Вала тактулу кабирен, ниту смеете да убивате старци. Вала тактулу арриджал фис самоми, и не смеете да убивате луѓе кои се затвориле во црква. Овој вели во Битола имаше 72 цркви и манастири. И кога влегува муслиманите или османлиите, во Битола сите 72 манастири цркви ги поравна пепел ги направија. Че веруваме ли на ова истина? Или че веруваме на пегамбер саллаллаху? Лајка дин. Ова вера нема присила, нема сила, нема зор. Фемен шафе лјумин, фемен шафе лјакур. Кој сака нека верува, кој сака не. Аллах е Богат, Аллах нема потреба од мене и тебе. Значи, гледаш, и сега, ние како муслимани, ако нас овие стрели, овие копија, нас не болат и не изразиме револт, тогаш ние валлахи опрашање наш имам. Значи, ми знаеме дека пегамбер алейхи салату веселам е поблиску до нас од нас самите. Аллаху Куран Расул алейхи ен-небију аула бил муъминине мин анфусихим. Пегамберот до верниците е поблиску од самите себе. Како? Ла юъмин ахадукум хатта, вели пегамбер саллаллаху, нема да бидете верници се додека јас не ви бидам поблиску до вас мин малихи ва нефсихи ва уладихи ва наси аджмаин. Не можеш да бидеш ти и јас муслиман се додека пегамбер не ни биде посакан од себе си, од жена, од деца и од сите луѓе. Ми мора муслимани да ги будиме нашите чувства. И некој да шири исламофобија. Ако една жена е покриена, тога е заостаната. Тога е терорист. А ако частна сестра се заболи, со црно не е ништо. Ако да евреин пушти брада и пуштени чупки и шешири, тога што е модернист. Ако му сма пушти брада, тој е терорист. Ке има тоа? Оно што се бори за своја земја во Палестина, тие се терористи, екстремисти, радикалисти. Израелство дошо во 1918 година по Белфорската декларација, тие се викаат мировници. Тие се викаат домачини. Чека. Кој игра мајтап со нас? Кој ги мешава овие појми? Ние сме криви. Бидејќи ние кога бараме да држиме дерс на Калтрина или на Спектра, ти викаат нема место за очи. Нема место за очи. Мене ако ме фати еднаш полицаец во Маврово и вика казна. Кам нема проблем, значи платам, меѓутоа да знаеш дека јас повеќе ја сакам држава од тебе. И повеќе ја почитувам од тебе. А јас викам бе врзан, меѓутоа викам оџата од жировница ми се јави да се видиме и го трнав појасот. Али грешка е грешка, мора да платиш. Значи чекај бе ти.
Kako ti ja почитуваш повеќе држава? И повеќе работи за држава. Да, јас повеќе работам за тебе тоа држава. Бидејќи ти чекаш да еден човек греши да го казниш, да му зовеш пари. Вие чекате некој да украде и да го спрете во затвор. Додека јас викам и моите колеги, ние го учиме народ во џамии, во храмови, да не краде, да почитува закон, да не се дрогира, да не прави крадење, да не мами. Ние го учиме народ да биде побожен и добар, чист. А вие не го учите на тоа. Туку вие само чекате да народот сгреши и да го казнете. Кој работи за доброчинство на оваа држава? Кој работи за доброто на оваа земја? Ще види, за нас нема место да држиме, да му даваме инфузија на овој народ, кој народ е жеден, валлахи. Овој народ денеска, валлахи, талка. А кој народ денеска има култура? Гледат, има секој мобилен, секој интернет, секој телевизија, секој сателитска, згради се прават ненормални, патишта, улици. Меѓу тој народ е сиромашен, валлахи е сиромашен. Вие знаете дека Словенија, која е во Европска унија, има најповеќе самоубиства. Во Германија има најповеќе самоубиства. Во Европа. Зошто? Има, знаете ви Германија, БМВ, Мерцедес, Ауди, све. Зошто има убиства? Зошто се самоубиваат луѓето? Па нема вера, бе, човече. Човек ако нема вера, бе, ние сега пиеме чај, кого храниме? Јадеме кикирики, кого храниме? Телово. А душава? Душава со што ќе нахраниме. И душава бара. И душава наша бара храна, браќа. Затоа, да не одам многу долго, не би сакал да должам, целта ми беше, ние сме вреден уммет, валлахи. Меѓутоа, вреден уммет, ако го имаме пред нас Аллах Джелешануху, суннема пегам се селем и практика во дело, бидејќи исламот не се учи. Вели пегам се селем во хадис Муавија ибн Аби Суфјан Аллаху анху, قال رسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Кому Аллах му посакува добро, прави да ја разбере верава. Да ја разбере верава. Не да научи. Ти можеш да научиш субханека, Аллаху алхамдулилlah, руку сејде. Ти можеш да научиш. Али можеш да научиш што значи руку? Можеш да научиш што значи сејде? Вели еден исламски научник, пошто арапите беа народ со охолост, со кибурлук, со надуеност, Аллах направи да човек најблиску биде со него кога? Акрам ма јакуну абду инда раббихи суџуд. Најблиску човек ќе биде кога? На сејде. Затоа сејдето го направи дел од намаз и најблис и форма која најблиску до Аллах Джелешану. За да им ја снема, им ја очисти, им ја изгоре таа надуеност и охолост од арапите. И затоа човек гледа кој охол? Кој богаташ охол? Кој човек е охол, надуен? Оне што нема сејде, што не даде дека Аллах Джелешану. Зошто имало почнува Аллаху екбар? Намаз со Аллаху екбар, езан со Аллаху екбар, џеназе со Аллаху екбар. Зошто? За да ти каже човече дека Аллах е најголем. Не ти, дека ти си никој ништо. Ако си богаташ, пред тебе беше Карун, кој беше најбогат на оваа земја. Беше Сулейман алейхиссалам, кој имаше богатство, кој имаше све. А луѓето денес им фали вера во Бога. Меѓутоа не вера на уста, не вера во книга, вера која ќе ни биде вистински практична вера, која и во збор, и во дело, и во срце. Затоа, наша порака е да го оживееме исламот. Аллах во Куран вели вака: Мен кане ю'мин билlah, мен кане ю'мин билlah, wa ya'mal salih, ذكر أنثى, فلنحيينه حياة طيبة. Кој ќе верува во Аллах и прави добри дела, فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. Кој ќе верува и прави добри дела, ќе му дадеме да има добар живот, ќе има пријатен живот, ќе има живот со цел, а на ахирет ќе го наградиме повеќе од колку ќе заслужи. Значи, кој нема иман, кој нема вера, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. А кој ќе му сврте грб на Аллах, на зикр на Аллах, не го спомнува Аллах, ние ќе му дадеме да има тежок живот. И затоа денеска животот е тежок, бидејќи луѓето нема дин, нема вера, не се плашат од Аллах Джелешануху, и затоа постојат проблеми. Затоа да се вратиме кај Аллах Джелешану. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب. الله جل شأنه سورة Зумер вели: и вратете се кај Аллах пред да дојде денот,
predade denot koga će dojde kasnata na Allah, denot koga nema popraveni ispit, denot koga? Denot veli Allah Đelešanu koja veli jaumet nesarajir, denot koga site raboti će izlezat na videlina. وَاتَّكُ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ plašete se od denot koji će se vratiti kaj Allah i sekoj za ono što go srabotil će biti nagraden ili kaznen. Inša Allah ta'ala mi da vidimo to nije koji smo dobri vernici, ali pred se Allah da ne zasvrsti. Sljedeći pegamber veli u hadisi šerif veli istaqimu wa lam tuksu, izdržate, ama teško, izdržate, istaqimu, znači vidi istikame, znači izdržljivost, istrajnost na Allah pad, wa lam tuksu, ama nema da možete, ama će možete samo ako imate za cel Allah Đelešanu, pegambera sa selem i prvi te generaciji priver u život, da go živeš u islamu, da te boli koga se psuje i koga se navredува ovoj din, a da te radува koga će čuješ pobjeda na islam i koga neko vlego u islam i koga ima džemat, koga ima narod, koji ima mladina, koji saka da sluša za ovoj din inša Allah. Ja ne bih